Почитувани мои, добар ви ден. Петок, 16 негде и 20 на минути, малку доцнеме, меѓутоа оправдано. Го започнуваме новото издание на Неделен витраж. Ова издание на Неделен витраж некако ќе биде, ми се чини, поинакво, малку посебно, со тоа што ќе представиме еден интересен семинар кој што ќе се случува овој викенд, ќе да знаете точно кој ден и каде, по колку часот и така натаму. Е со еден повод, значи ќе гостува на тој семинар, односно и ќе го одржува тој семинар госпоѓата Пипи Мила Драгица Рајќ Рацич, многу имиња, ќе ме извинете, авторка на една интересна книга, Пат искаен од светлост. И ова е прв семинар овде кај нас, единствена можност кој што можете да го проследите и што може да ви го промени погледот на светот и да ги расшири вашите видици. Интересно е тоа што нели кога се пишуваат книги има различни поводи. Некој можеби ќе напише книга од некоја приказна која што му се случила дали нели лично на себе или на некој друг. Се пишува поезија, проза и така натаму. Меѓутоа оваа книга е интересна затоа што е напишана од една случка која што се случила на авторката, значи се случила со најтешката болест и успела да ја победи. Приказната ќе слушнете во продолжение. Се разбира, таа е тука со нас. За вас, почитувани мои, кои што ќе сакате да добиете оваа книга, оние двајца гледачи кои што ќе се јават ќе добијат по еден примерок. А исто така и во студиото е и уште еден гостин, значи Валентино Лауцовски, кој што исто така ќе ни каже нешто за семинарот каде и што ќе се одржи. И тој е тука заедно со нашата гостинка, односно гостинка и не е од Македонија. Значи, ќе кажеме подоцна од каде, ќе кажам нешто малку за вас. Пред се да ви посакам добар ден и добре дојде. И на двајцата. Добар дан у студију, добар дан свим гледаоцима широм Македонија, широм света. Така. Како сте рекли, јас сум Пипи Мила Драгица Рајќ Рацич и еден победник те болести кои сматрамо опаком. И драго ми е да сам данас овде со вама и со свим гледаоцима. Така. Јас сум Пипи, се представи гостинката. Драго е дека е тука, тај некој од Србија. Живее во Швајцарија. Така. И многу е среќен што гостува во Македонија. Така, што може да го пренесе оно што таа го доживела е запишано во оваа книга, како се тоа успеала да го надмине. Меѓутоа, прв ме интересира, Валентино, да информираш што всушност ќе биде овој саем, еве во нејзино име, каде ќе се одржи и кога. Ова ќе биде интензив од неколку часа. Така. Средба, другарување и представување на идеите на авторката. Идеите како луѓето да си го направат животот подобар, да живеат поубаво и да ја подигнат својата свест за способностите што ги имаат скриени во нив. Значи, мотото на нашата денешна гостинка, мене драга пријателка, Така. е јас можам. Значи, не постои нешто што човекот не може да го направи. Постојат работи што само човекот е убеден дека не може да ги направи. Тоа се длабоки подсвесни процеси кои го кочат еволутивниот развој на луѓето и ги влечат надолу по спиралата на животот. Така. Животот е спирала. Значи, не се скали. На скали можете да застанете, да се одморите, додека спиралата нема, или одиш нагоре или одиш надолу. Ако го одбереш позитивниот став, одиш нагоре, ако го одбереш негативниот став, одиш надолу. Така. Накратко тоа е тоа. Со тоа што нашата гостинка има и практични техники кои ќе ги презентира, ќе им ги покаже на луѓето на тој семинар. Всушност, самата таа е инспирација за луѓето. Затоа што да видиш некој што надмила една таква тешка состојба, е доволно да знаеш дека и ти можеш. Се додека не видиш некого, додека не ти каже пријателе, не е ништо толку страшно колку што изгледа, можеш да живееш во некакви замисли што ти ги пласираат околината, медиумите и така натаму и така натаму. Ајде малку јас да неколку реченици за вас да кажам, а потоа ќе го започнеме разговорот за сета онаа ваша приказна и како нели дојде до создавање на книгата.
Како што кажавме, вие сте Мила Драгица Рацич Пипи. Родени сте 1968 година во Зајачар, Република Србија, се занимавате со сликарство и поезија. Пред неколку години се изборивте со најтешката болест на денешницата, ракот, во најтешка форма. Иако, како што велевте и претходно, лекарите ви давале многу кратко време за живот, после тоа сте прегласени за своевиден медицински феномен. На сето ова вие се насмевнувате, нели, и тврдите дека во животот се е можно, затоа што не ги препознавате зборовите не сакам и не можам. Тврдите дека сте во животот е прашање на собствена желба и решение. Во детството сте научиле многу мудрости од вашиот дедо и во дадени моменти тие и ви помогнале, впрочем, да успеате во она што сте го победиле. Вашиот живот е исполнет со уметничко творештво, продажба на изложби на слики, на разни слики, ракотворби од прачки од природата, учесник на многу изложби и ликовни колонии, на вистина. Има многу што да се каже за вас. Ајде вака да го започнеме моабетот. Малку накусо да ни ја раскажете приказната како сето тоа ви се случи. Први, она што ви се случи, или онаа болест, па некако да стигнеме до создавањето на оваа книга. Да. Додека вие говорите, господине, вас да замолам да преведете. Како се десило, како е дошло до болести, до ситуација. Прво имамо друштво кое користи свака личност у друштvu, znači svaka osoba koristi svoje misli i da kažemo nažalost u društvu vlada misao da je rak opasan. Така. Значи во нашето општество луѓето генерално мислат дека ракот е опасна болест. Така, кога ќе слушнеме, нели, самиот збор, така лошо делува. I ja sam mislila isto. I tu informaciju sam usvojila kao istinitu i kao svoju od detinjstva kad nam je umro komšija od raka. Значи, кога во детството умре нашиот сосед од рак, јас ја прифатив идејата дека ракот е тешка болест, опасна и тоа стана моја реалност. Da, nikad mi niko nije rekao do momenta dok se nisam i razbolela da rak nije opasan i da u stvari nije tako, da ima znači jedna opcija i druga opcija i da su dve različite opcije, dve različite situacije. Се додека не се разболе и таа од рак, се до тогаш никој не ги кажал дека постојат и опции, постои начин човекот да оздрави. Ja poručujem danas svima da obrate pažnju i da uvek gledaju na opcije jer život je izbor i mi imamo više opcija. I mi možemo da naučimo kako da biramo opciju da imamo dobar život. Така, значи секој човек може да научи дека животот представува еден избор и дека постои начин како да се одбере она што го сакаме, а не она што ни го наметнува општественото мислење. Čak i društvo kada kroz medije dobijemo informacije, to su samo informacije, ali nemamo dovoljnu edukaciju kako da informacije primimo pravilno, čitamo pravilno i da nam donese dobro. Значи, основниот проблем на луѓето е што немаат начин како да ги разберат информациите и како да ги пренесуваат, а особено како да ги изберат правилните информации. Значи, информацијата треба да биде избрана. Така. Ja sam to shvatila kad mi je bilo najteže i kad sa jedne strane sam imala tu informaciju da u meni postoji rak, da postoje metastaze, da imam 3-4 meseca života i to je bila samo znači moje stanje i moja istina iz izabrane opcije još iz detinjstva. Kada sam došla do spoznaje, kad sam došla do jedne interesantne situacije, shvatila sam da sam sebe lagala. Значи, се додека не го добила ракот и додека не ги кажале дека има уште неколку месеци живот, всушност гостинката има сочено со терминална фаза на рак на дојката, 3 месеца живот и толку. Значи, без можност за операција, без можност за ништо. Дефинитивно. Да, лекарот ти вели, толку оди си дома, ние не можеме да те оперираме, ако те оперираме со рак во ваква состојба, ти ќе умреш на операција. Туку вака подобро, може би ќе имаш уште некој месец. Што се случи тогаш во тој момент? Ja sam počela da razmišljam, a šta ako postoji nešto, a ja ne znam? Počela sam da osjećam. Iz toga
kako sam ja počela da mislim, možda ima nešto, toliko sam ja željela da pobedim. Ja imam sina, studenta i imala sam želju da moje dete ima majku, da budem tu i danas, a ne onih 3-4 meseca života, i iz te želje se dogodilo nešto. Так. Значи јас имав желба да бидам со мојот син, да продолжам да му бидам мајка, и јас ја зацртав таа цел како желба, која поставив како цел, и претходно секако мислев дека сигурно има нешто што не го знам. Так. Ja sam prvo mislila da postoji možda neka tableta, neki lek, ali negde u Americi i moji lekari ne znaju. Mi uvek tako mislimo da ovi ne znaju dovoljno, a možda negde bolje. I to mi je poslužilo i meni. U istinu nije bilo tablete, nije bilo nekog drugog leka, ali sam doživjela jedno interesantno stanje. Dobro. Многу интересно, гостинката размислувала дека сигурно постои некаква таблета која што можеби во некоја друга држава има, особено во Америка, нели во Америка работите се. Секогаш мислиме дека надвор е подобро, таму има решение за се. Така, меѓутоа фактите го кажувале спротивното, дека судбината е неминовна и дека тоа е тоа. Што се случи тогаш? Значи, нешто почувствувавте вие длабоко во себе, или тоа е затоа што, како што кажавте, дека од што премногу сакавте да го победите сето тоа лошо за кое што ви го предвиделе, или уште само живот од 3-4 месеци, дали сметате дека тоа што премногу сте верувале во тоа дека постои нешто што може да ви помогне се случило тоа, или нешто сте доживеале, или ви се појавило нешто како што можев да забележам во книгата? Ja sam dete koje sam rođena, kako vidite, u Zaječaru, i to je taj vlaški kraj. Kako sam upoznata, Vlasi se šire na razne regione, na raznim mestima postoje, i zbog čega to kažem, veliku ulogu je odigrao moj deda koji je bio, znači, Vla, bio je zemljoradnik, živeo je tamo u selu pored Zaječara, bio je običan čovek, ali je mnogo toga, mnogo informacija mi je davao, koje sam ja nosila u sebi kroz priče. Значи, јас сум родена во Заечар, тоа е влашки крај, мојот дедо беше влав, и тој ме научи на многу работи и на многу влашки приказни кои ми послужија како насока во животот да почнам да размислувам на одреден начин. Значи, големо влијание изврши мојот дедо врз мене. Кој беше првиот чекор? Znači, situacija familije u kojoj sam živjela je bila specifična, jako pozitivna u mom detinjstvu. I kad je deda poginuo, od tog momenta su počele da se događaju neke situacije nedostatka i lošeg. Čak majka mi je jako interesantna, od 5. godine bez roditelja, i sve se to uklopilo, znači da sam ja, kažemo, izabrala da imam takve okolnosti, ljudi oko mene, roditelja, da mogu da spoznam u detinjstvu ono što sam u momentu bolesti osetila da nešto ima. Значи, мојата живее во специфично семејство, доста среќна средина, меѓутоа мојата мајка имаше детство без родители, и почна фактички незиниот начин на гледање на животот да се рефлектира и врз нас. Така што кога го загубив и дедото, тоа беше за мене момент на пресвртница. Мојот дедо загина во сообраќајна незгода и тогаш за прв пат почувствував голема загуба. Ja sam nosila u sebi tugu za tom situacijom nesvesno, a kada se desila bolest, tražeći da nešto nađem da mi pomogne, tražeći tu tabletu, vratila sam se u to detinjstvo i vratila sam se u to srećno detinjstvo sa roditeljima. To je bila ljubav, ali čista ljubav. I sećala sam se puno od dedinih priča. Значи, јас се сеќавав на многу приказни од дедо ми, кои што многу го сакав, а и за кого чувствував подсвесна неизмерна тага заради загубата, заради неговото заминување од овој свет. Во моментот кога тој си отиде од овој свет, јас тоа не го знаев, но не го знаев дека чувствувам тага, но потоа таа тага се таложеше во мене и подсвесно имаше влијание врз моите понатамошни
доживувања, вклучително и болест. Ајде некако вака фокусирајте ми се на моментот, Да. бидејќи кога говоревме са премногу рековте тоа се случило како за еден ден да сте го победиле. Така, из тог сеќања знам да сам, значи, искреирала ја ситуацiju gde se stvorio deda ispred mene koji više nije živ. I on mi je rekao da ima rešenje, da ne znaju ni oni, da jednostavno sve je moguće. Значи во таа ситуација добив визија на мојот дедо, така, кој што ќе си дозволам да додадам беше стабилен податок за мене и кој во даден момент ми кажа дека ете не е се така како што изгледа и сигурно има нешто што докторите не го знаат, кој што претходно нормално и предвиделе 3 месеци живот. Това беше 2010, ако не се лъжа. Да. Значи во 2010 година на оваа жена е констатиран, диагностициран рак и 3 години живот, а еве 3 месеци, да, 3 месеци живот, а еве веќе 4-та година пожива отколку било кога. Така, мене мисле да супер. Да, јас и во комуникацијата и во дружбата наша ретко кој човек сум го видел да има поголем живот во себе и поголема енергија. Така, да, навистина. Сакала нешто да прочитам, ќе го преведам еве на македонски, што е запишано во вашата книга, што е честа изрека и што многумина нели ја знаат, велите мислам значи дека и постојам. Велите дека мислев дека можам да бидам сликарка и денеска сум сликарка. Мислев дека можам да бидам поет и писател и денеска тоа сум. Мислам дека можам да бидам победник и денеска исто тоа сум. Значи се сведува на тоа дека сето она што го посакуваме длабоко, можеби подсвесно, и ако кон тоа се стремиме, можеме да го постигнеме. Tačno. Ono što sam ja iz tog događaja, što moraju ljudi da znaju da je rak jednostavno nestao, da ja sam postala svesna da to je nestalo. Ja sam vidjela dok je nestalo, to je preko noći nestalo, ali okolina nije mogla se sa time složiti. Počustvувавте ли вие дека тоа на Ja sam imala ovde 9 cm, možete da znate, i imala sam metastaze koje nisam videla, ali sam ovo videla. I sutradan ga nije bilo. Od jedne, kao, svi su misle da od te jedne terapije, ali ja znam da nije samo terapija, da to je najmanje, onda nek svima samo pomogne ta terapija. I ta terapija je da pomogne, ali ja znam da je to nešto bilo sekundarno, a da znam da odavde, iz toga što mi je deda rekao, našla sam tu energiju, uspela sam da to, isto kao dedu što sam stvorila, da to stvorim. Naučila sam da stvorim čuda i to svi možemo. Значи, ракот имаше големина, колку беше големина? 9 cm. Значи, 9 cm рак не е операбилен, значи не може да се оперира. Вистина. И во еден ден, значи во моментот на сознанието, многу интересен овој момент. Значи, многу е интересен моментот дека во моментот на сознанието, кога ја сознава вистината дека може, ракот се намалува. И то за еден ден, за една вечер. Другото утро го нема. Значи, феномен кој што лекарите кој што не е досега познат. Ме сваќате. Ali to nije samo isključivo, ljudi onda misle kao, ali to si ti, za tebe. Ljudi Дали samo... мислите дека може на секој тоа да... Na svakog. Што треба еден човек да поседува и според вас? Edukuje se. Ima mnogo u sebi neznanja, nespoznaje, ljudi ne poznaju dovoljno sebe šta mogu. Значи, луѓето не се познаваат себе си доволно, доколку се едуцираат, ќе можат да го прават сето она што нема ограничување просто. Так, видите. Значи тоа... Ovo nije moj telefon, njegov, slučajno. Так, телефонот стои. А што многу интересно, ова со телефонот... Доказ да може, шта све може, люди не знаат. Ова со телефонот не е ништо... Во однос на тоа што може. Имавме баш ова утро, ги натера моите деца две. Просто вели стави го телефонот. И го става детето телефонот веднаш и тој може. Значи, доволно е да видите дека некој нешто може. После син ми почна да се реди тука целиот со парички си изнареди на лицето, феноменално го гледаме вака, па си зеде една кука вака, си ја стави на носот, па и куката стоеше, па на куката почна да реди вака пари. Ме разбирате? Учимо децу, шта може.
Значи нема нешто кое што човек не може да го направи доколку види дека некој може, ме разбирате? Кога ги читам овие наслови тука во вашата книга, навистина се многу интересни и претпоставам дека секој треба да го прочитува. Како почна создавањето на книгата, ајде да ни кажете? Сето ова што ви се случило Kad se desilo... Просто за еден ден кога не ете сето... Kad se sve to desilo, znači mene su na kraju lekari toliko nagovarali da mora da operacija, mora ovo, mora ono. Kroz mene su naučili da malo čuju. Ja nisam htjela operaciju, nisu me čuli. Onda ja sam bila bez kose na glavi. Ja sam bila znači u situaciji da mi je trebalo neko i da me čuje, bez obzira što se to čudo desilo. U trenutku nisam imala i sasvim razumem ljudi zašto nisam imala, kad nešto ne možemo da znamo, ali znate da sa vremenom su počeli svi da razumeju oko mene, i lekari i društvo, i prestalo se sa tim nekim takvim nekim pritiskom. Učimo da ne pritiskamo, nego da ostvarujemo tu moć koja je dobra. Значи можемо. Значи лекарите не сакаа да разберат кога им велев дека не ми треба операција, дека всушност употребена една хемотерапија врз густинката. Ајде, нека биди една хемотерапија, изгубила косата. Видете сега има бујна коса како никош, плюс и нема ни бели влакна, значи косата не е бојадисувана. И се обидував да ги убедам докторите дека не е потребно, меѓутоа кога ракот се смали на 1 сантиметар, кога можеше да се оперира, тие од желба да не го изгубат, ја убедија да се оперира. Всушност, до некаква големина тој може да се оперира, но кога ќе порасне голем, тој не може да се оперира. Сега, во еден ден тој се намалува на 1 сантиметар и докторите во радост велат супер, ајде да го оперираме, и успеваат да ја убедат во тоа. А умеѓувремено јас сам га уништила. А во меѓувреме ракот го нема. И видели су на свим инструментима, мамографија, ултразвук, све што они раде, скенер, видели су да нема ништа. Само су они видели неки калк и они су били убеđени да то мора. И мене су убедили на крају. И сега тргнуваат да го оперираат. Така. Ја убедуваат дека треба да се оперира, некој калцификат или некакво ткиво. Всушност, и имаше еден друг момент кога рекоа да не го изгубиме. А тој било каде први пут се смањил на 1 сантиметар од Да, кога се смалил ракот, докторите дури како и да жалале затоа што се смалил, рекоа ајде да ставиме, како беше? Маркер, да го не изгубе. Да ставиме маркер да не го изгубиме. Можете замислите која е тука етичност и кои се тие желби, значи неповерливост према моќи. До кој степен? Не е било нормално да може да се то деси. Значи за докторот не постои можност дека ме разбирате. Али нису лекари то само оно раде како виде. Дотле nije bio феномен кој им доказал супротно. Значи тоа е било сасвим нормално, они су радили по статистици. Не смемо njih кривити, тоа е било тако. Мора да се преокрене па да се ту промени, сад и они виде другачи. Значи лекарите работат по статистика, тие не ги обвинувам лекарите за нивниот став, тие мора така да работат. Меѓутоа, кога ќе види лекарот дека нешто може, дури тогаш, значи прво треба да види па да поверува. Всушност ако биде обратно, може дури па тогаш и нема се верува. Дури тогаш и може да биде незнат. Ќе го бара повторно за да. Впрочем, има уште еден интересен момент дека лекарот кој што ја убеди гостинката се само перисол после мене. Во тоа и тој доби рак на простатата. А чак нису ширили причу. Ал до мене информација дошла. Да, и после ја напуштил праксата. И добро е да се не шири прича. Ali je on napustio bolnicu. On danas radi drugačije, radi kao lekar, ali radi drugačije, ne više sa pritiskom, nema više obaveza kod njega kontroli, nego pita ženu hoćete da uradite možda kontrolu, jel vas interesuje, ne interesuje, ok. Jer osoba najbolje zna da li ima strah, da li želi nešto ili ne želi. Значи тој докторот го сменил радикално својот став после тоа. Значи не е повеќе истиот доктор, излегол работи приватна пракса и така натаму и така. Може би затоа што тој доживеал нешто што? Па да, замислите цел факултет, цела специализација да работиш толкава голема пракса и во еден момент се појавува некој пациент и си велиш боже, шо е ова во кој што јас досега верував. Так. И они кроз мене добио спознају. Тука имате едно поглавје, велите рак како пријател. Да. Треба така да го прифатат луѓето? Да. Ali ne kao za da go nadmina. Ne kao prijatelj da mi se desi, nego kao
prijatelj, ja sam jedno, on je drugo, dobro, sa mnom je dobar, prijatelj mi nikad ništa neće loše. Zašto bih ja gledala drugačije? Значи јас имам позитивен став. Гостинката вели дека ракот го смета за пријател кој што не е тука дојден да и направи некаква штета. Така. Може би евентуално да и пренесе нешто, да и каже, да има искуство некакво. Кажете ми, знаеме колкава е силата на мислата. Покажав се еден пример на себе. Што се ќе можат оние луѓе кои што ќе дојдат на овој семинар да дознаат, значи да видат, ќе има ли нешто посебно, специфично, што нели ќе се случи таму малку тоа да информираме. И уште еднаш да потенцирам до нашите гледачи, еве оние кои што не следат, од режија ако ги има броевите испишано на екранот, нека стојат, ако не, нека ги испишат. И за оние двајца гледачи кои што ќе сакаат да добијат ова интересна, навистина многу интересна книга од нашата гостинка, која што многу ќе им помогне во животот, не само за, не дај Боже, најлоши болести, него воопшто за сите секојдневни лоши ситуации и проблеми кои што се наоѓаат околу нас. Значи, двајца гледачи кои што ќе се јават директно ќе ја добијат книгата од нашата гледачка. Ајде сега да ми одговорите. Mi smo nosioci, svako od nas, i u odvisnosti od toga kako razmišljamo, tako nosimo sebe, nosimo znači, našu energiju. Ljudi se upoznaju sa tom Božjom energijom, konkretno, lično, znači na tako jednom seminaru doznaju stvari koje mnogi nisu uopšte mogli da sanjaju da to postoji, znači osete, i to je poenta seminara. Jer šta se dešava? Vidi rak, kad ga vidi, doživljava i onda nosi misli toga. Ovde je obrnuto. Vidi nešto suprotno, dobro, čudo, znači energiju, doživljava, gde onda to njega vodi obrnuto od opasnosti. Значи, луѓето вообичаено го фиксираат своето внимание врз нешто. Вниманието на луѓето е фиксирано врз лошите аспекти на ракот, меѓутоа, кога нешто ќе видат поинаку, како во случајов гостинката, тие ќе почнат да го менуваат ставот затоа што самите се сведоци на нешто што се случило, а е реално. Во позитивна насока. Така. Друго? Uvodim ljude u spoznaju, da spoznaju vibracije u sebi, da spoznaju ono više ja u sebi i jednostavno se ljudima otvara svest. Otvara se svest povodom te univerzalne moći o kojoj pišemo u knjizi. Ali moraju prvo da se upoznaju šta je ta univerzalna moć. Значи ги водам луѓето да ја спознаат универзалната моќ и да спознаат што се можат самите да сторат за себе и до кој степен можат тие да управуваат со својот живот. Така. Кажете ми, во недела ќе биде семинарот? Да, во недела. Што, каде ќе биде точно семинарот и еве за оние луѓе кои што не следат заинтересирани, како, колку луѓе ќе можат таму да бидат присутни, како ќе се одвива тоа, термини и така натаму, малку да информираме. Семинарот се одвива во недела во Центарот за личен развој Ability. Тоа е мој центар, кој што го формирав со намера во тој центар да гостуваат сите релевантни личности кои имаат нешто убаво да пренесат на луѓето и со своите информации, со своите видувања на животот да придонесат за развивање на свеста кај луѓето. Така. Затоа и центарот има такво име, свест, способност. Значи, човекот е ограничен само со своите способности. Колку е поспособен човекот, толку е послободен. Так. Значи, центарот Ability се наоѓа зад универзалната сала на улица Христос Мирненски, број 31. Има 40 на седишта, еден убав аудиториум за публика, место каде што ќе можат да луѓето да најдат секакви каде што ќе можат да најдат место за учење на убави работи. Премиерата, отворањето на центарот, всушност е во недела, првото гостување премиерно отварање од нашата гостинка сегашна, тоа е првото гостување. Понатаму ќе одржувам семинари јас. Имаме и Силва Метод
Ultramind Така. семинари и така натаму, меѓутоа тоа е како и да е во најава. Во секој случај во 14 часот во недела Центар Ability. Значи тоа е почетокот? Да, Добро. да. Рекавте дека Резервациите за има настанот. како може нели да се пријават луѓето кои што се заинтересирани Луѓето што сакаат да дојдат на настанот, вклучени? доволно е да ми се јават на телефон мене на 075 455 951. Добро. 075 455 951 на VIP и да се договориме, да им кажам, да ги упатам како, каде и така натаму Добро. се случува целата работа. Само да гледам, слушам дека звони телефонот горе во режија, меѓутоа веќе ги доделевме двете книги и веќе ги спомнам имињата на добитничките, значи Рабаџиска Ленче од село Владимирово Беровско и Мартиновски Драган од село Костинци Прилепско, вие сте добитници на книгата. Меѓутоа ќе ја добиете книгата, ќе биде книгата во телевизија Сонце. Ќе мора да дојдете, значи, тука во телевизијата или пак може да пратите некој во ваше име, бидејќи гледам дека не сте од Скопје. Ќе се јавите во телевизија Сонце, ќе искомуницирате со нашата секретарка и ќе видите како ќе може да си ги подигнете книгите. И верувам дека нели кога ќе ги добиете ќе имате навистина многу нешто што да прочитате. Ете, благодарност до вас сепак за книгите. Имаше еве многу јавувања, голем интерес, меѓутоа ете решивме само две да поделиме. Се надевам дека оние кои што се од Скопје што не следат, дека ќе имаат можност да дојдат нели да го посетат овој семинар, па претпоставам дека таму ќе можат и да дојдат во лична комуникација со вас, може би директно да им дадете книги ако еве толку веќе се заинтересирани, а и да научат се она што вие умеете да го практикувате во животот, тоа што ви помогнало во, како да кажам, една многу тешка ситуација, што не би посакале нели на никого да му се случи. Што би кажале нешто вака друго уште за семинарот, па и некако да го завршиме разговорот со гостинката? Што треба да доинформираме? Тоа рекохте почнува во 2 часот, дали ќе има неколку предавања, семинарот ќе биде интерактивен. Така? Значи неколку часа имаме предавања и неколку часа дружење и разговор со луѓето. Значи самата вредност на семинарот во голема мера е условена од тоа што луѓето ќе можат да дојдат, да ја видат, да ја допрат, да се уверат дека таа жена постои, дека има надеж и дека јас според мене мислам дека таман и ништо да не зборува оваа жена, доволно е да ја гледате со визината позитивна. Позитивна е, јас веќе само што влезе во студио, значи, одма се почувствува тоа е нешто многу специфично. Да, јас разговарав со еден мој пријател, ми вели ќе дојдам од Прилеп специјално вели за семинарот, кажи ми што ќе видам таму. Велам дојди, не можам да ти објаснам. Треба да се види во секој. Треба само да се види и да се доживее. Во секој случај можете и на Facebook да ми пишат вашите гледачи, Валентино Лауцовски, тоа е мојот профил. Се едно без разлика луѓето можат да се пријават како сакаат. Ќе ги научите ли на некоја техника посетителите на семинар? Све што човек, баш што научи кроз мене, човек нешто што пожели, научи како да то оствари. Видите, моја желја била да доđem у Македонiju kad je ta knjiga nastala u septembru i vidite da sam danas ovde. Ja nemam drugi plan, ja imam samo taj plan koji ja hoću. Ja hoću to, ja hoću da budem tu i tako je. Ja sam htela da dođem ovde i nisam razmišljala da ću da zakasnim pola sata. Nema plan. Bila je gužva u gradu, a ja sam došla u pravo vreme. Кажете ми само уште еден интересен момент пред да го завршиме разговорот. Колкава улога има душата на еден човек? Па душа е... Која е всушност улогата на душата? Душа е енергија. I upravo kad naučimo, kao ja isto sam bila ranije, nisam znala pa sam stvarala onu kontraenergiju, ja na ovome dajem kompletno strukturu da čovek počne da shvati kao kad smo dobili slova da bi naučili da čitamo i danas znamo da čitamo knjigu. Ja dajem strukturu kroz crteže da čovek počne da kapira šta se tu događa i onda može da primenjuje. Znači učim ga dubinski kako da on vidi stvari i kako da pametnije koristi život. Znači da prosto prepozna iznutra onu univerzalnu moć, o tome govorim. Ajde, Valentino, kako pojasni. Mislim, ние разбираме, меѓутоа на семинарот, да, за секој случај сигурно има луѓе кои што им треба превод. На семинарот јас им покажувам со цртежи на луѓето како да го како што ние учиме азбуката, така со цртежи ми ја прикажувам структурата на мислите, структурата на начинот на размислување и на неговото влијание врз
реалниот живот. И луѓето мора да разберат дека тие се сами творци и дека постои начин да се научи како да се раководат мислите и дека не е толку тоа не е никаква мистерија. Доволно е само да се работи на себе и да се, што би рекол, некој кој чука ќе му се отвори. Кој сака да дознае нешто, ќе дознае. Меѓутоа, како и во секоја друга работа има азбука. Постои азбука, азбуката мора да биде. Мора да знаеме како сето тоа да го направиме правилно, за да ги добиеме оние бенефити кои што вие сте ги добиле, а нели другите за секој оној проблем кој што го имаат во животот. Ово не е само за здравле, ово е значи и луѓе имају било кој проблем у љубави, у финансијама, у значи у разуму, едноставно имају проблем, кажу не могу да учат, деца на факултету. Имају проблем, не могу да заврше испити. Онда доđu sa mnom, се упознају, спознају и онда одjednom могу. Пазите, ја исто сам имала тај проблем со својим сином, данас е све могуќе. Мама, хвала што постоиш. Тогаш на вистина сте ни потребни на сите. Вака слушајќи бе. Се надевам дека сите оние кои што ќе го пустат заемот, ајде преведите па ќе Значи постојат многу проблеми кои луѓето ги имаат, не само здравствени проблеми. Работата е само да научат правилно да размислуваат, правилно да ја насочат енергијата и мислите, затоа што душата е фактички енергија, која што раководи со целиот универзум. Го креира целиот универзум. И нема нешто што не може да се направи. Нема нешто што не може, има нешто само што луѓето не знаат како да го направат. Особено младите луѓе кои постојат многу млади луѓе кои што се соочуваат со проблемот на неможноста нешто да научат. И така натаму. Со овие прости методи што ги нудам на луѓето, тоа е исклучено. Завршена работа е нешто човек да не може да разбере. Навистина интересно, примамливо и, како да кажам, уникатно можеби. Не знам што друго да кажам. Навистина и јас сум затечена, се наоѓам од сето ова што вие го говорите и морам да дојдам јас на тој семинар и на сето тоа што вие ќе го пренесете, за да се надевам дека ќе научам нешто за да се го преминувам во секојдневниот живот, да ми ги олесни и мене работите. И секако дека ќе дојдам. Во секој случај јас можам да кажам од моја страна дека сум присуствувал на многу различни семинари, на многу учења, сум посетувал луѓе кои што држеле и то многу сериозни имиња што зад нив оставиле книги и во ред сите тие биле одлични, сите тие дале тоа што има да го дадат. Меѓутоа спецификата кај Драгица е тоа што Драгица тоа го прави на еден многу близок начин на луѓето, многу близок со како да ви кажам, јазик на кој што може секој човек да ја разбере. Ако некаде постоеле и некои зборови што другите не сум можел да ги разберам или некој друг човек не можел да разбере нешто што гледал на други семинари или од други учители, овде на вистина е онака како што треба. Така, уште еднаш значи да потенцираме во недела. Во недела во 14 часот. Во 14 часот позади универзалната сала. Абилити центарот. На резервациите можете да ги направите на телефон 075 455 951. Кога сакате, повелете, ве чекаме сите. Така. Јас се надевам дека ќе има многу посетители. И исто така. Така, ви благодарам за гостувањето. Вам, Драгица, ви посакувам и понатаму да се чувствувате онака како што се чувствувате сега во моментов. Чувствувам јас дека сте навистина со една голема позитивна енергија и да помагате еве на оние кои што се околу нас, на луѓето, да можат и тие нешто да почнат да применуваат од она што вие го применувате. Благодарам на вистина и посакувам секое добро и само здравје и сите убавини на светот што ви постојат да ви ги имате. Хвала, тоа исто желим целој Македонија и целом свету. И вас исто ви благодарам. Благодарам за поканата, повелете в недела. Да, секако ќе имате прилика да видите за што се работи. Така, ви благодарам уште еднаш. Поштувани мои, тука некаде ќе го завршиме денешното издание на Неделен витраж. Можете да слушнете, се извинувам, едно интересно вистинито искуство на нашата гостинка. Се надевам ете сите оние кои што не следи, ако се заинтересирани да појдат да се запознаат лично со неа и да добијат примерок од книгата. Го забележавте бројот, ќе појдете во недела на семинарот и ќе ги доживеете моментите заедно со неа. Ве оставам во убаво расположение, добро здравје, имајте убав празничен викенд. Пред време им го честитам празникот утрешен 8 март на сите припаднички на понежниот пол.
А секако се гледаме повторно следниот петок во 16 часот.